Јоце Панов многу често јавно кажува дека му недостасува неговата мајка, но и дека болката по нејзината смрт уште е силна и покрај тоа што оттогаш помина скоро една деценија. Но пејачот не го заборава ни својот татко кој починал многу млад на само 49 години, а кога Јоце имал 11 години. На својот последен концерт во Македонска филхармонија Јоце му посвети песна и на татко му, а своите чувства ги сподели и со пријателите и следбениците на социјалните мрежи. Тој на Facebook објави фотографија од сцената и видео од зидот зад него, а на која е црно-бела фотка од татко му. Татко мој, имав 11 кога те изгубив, ти имаше само 49. Празнината никогаш не исчезна, само научив да пеам низ неа. Под звездано небо и со твојот лик зад мене, после 30 години ти ја посветив сцената, песната и тишината помеѓу нотите. Ако некаде слушаш, се надевам дека се гордееш со мене, напиша Јоце. Актерката Емили Блант блесна на премиерата на филмот Ѓаволот носи Прада 2 во Њу Јорк, а за оваа пригода носеше спектакуларен фустан од скапарели кој го комбинираше со луксузен накид инспириран од ливчиња од роза што танцуваат на ветрот. Во Линколн центарот се одржа њујоршката премиера на филмот Ѓаволот носи Прада 2, кој сите го чекаме 20 години откако се појави првиот дел од филмот. Главните звезди на филмот прошетаа по црвениот тепих, меѓу кои секако беа Мерилин Стрип, Ен Хатавеј, Стенли Тучи и Емили Блант во прекрасни модни комбинации. Емили Блант, која се појави во спектакуларен фустан од колекцијата на скапарели за пролет-лето 2026 година. Според луѓето од оваа модна куќа за изработка на фустанот биле потребни 4000 часа работа, бидејќи содржи слоеви и слоеви од тул во боја на слонова коска, како и 25.000 свилени пердови. Горниот дел беше во форма на интересен корсет направен од пердови, а долниот дел беше драматична скутуларна здолниште изработена од цврст стил. Овој спектакуларен фустан беше совршено комбиниран со луксузен накид на Микимото, која е инспирирана од ливчиња од роза што танцуваат на ветрот. Новиот филм за животот на Мајкл Џексон, насловен Мајкл, пристигнува во кината широм Скопје, а во Синеплекс се случува македонската премиера со многу изненадувања и коктели нарачани по најголемите хитови на кралот на попот кој почина во 2009 година на 50 години. Проектот го продуцира Грахам Кинг, познат по успехот на Бохемијан Рапсоди, додека режијата е на Антон Фукуа. Главната улога ја толкува неговиот внук Џафан Џексон, а во актерската екипа се и Колман Доминго, Мајл Телер и Ния Лонг. Холивудските медиуми објавија дека филмот имал буџет од $155 милиони. Во Скопје денес доаѓа популарната американска писателка на психолошки трилери Сара Пеканен како ексклузивна гостинка на издавачката куќа Арс Ламина. Пеканен ќе биде дел од програмата на штандот на Арс Ламина на сајмот на книгата 2026, со кој започнува одбележувањето на 20 годишниот јубилеј на издавачката куќа. На средбата со македонските читатели на 25 април, кој ќе започне во 13 часот, ќе биде промовиран нејзиниот нов психолошки трилер Куќа од стакло, што неодамна излезе од печат на македонски јазик во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации. По промоцијата ќе следуваат потпишување и дружба со авторката.